Македонско радио. Радио Македонија. Од 7 до 10 ноември во Скопје се одржа 7-миот самит на организацијата Македонија 2025. Првиот инвестициски самит за Македонија на оваа невладина организација, основана од видни и успешни бизнисмени од македонската диаспора, се одржа пред 7 години во Охрид. Во меѓувреме, самитот успеа да прерасне во врвен регионален собир, односно платформа за споделување знаења и инспиративни промени во Македонија и во регионот. Македонското радио, Радио Македонија, на својата програма редовно известува како за активностите на невладината организација Македонија 2025, така и за врвните собири за самитите од самиот почеток. Па во тој контекст, почитувани слушатели, мои вечерашни соговорнички во програмава и гости во студиото на Радио Македонија се Александра Коложек, одговорна за маркетинг, и Ема Јакимовска, одговорна за комуникации во Македонија 2025. Добро вечер и добре дојдовте во нашето студио и во нашата програма. Благодарам што издвоивте време да поразговараме на оваа тема. Верувам дека имате многу интересни информации да споделиме со нашите слушатели. Пред да го започнеме разговорот во врска со годинешниот самит, може накусо да ги подсетиме нашите слушатели за тоа за каква организација станува збор. Значи, што е Македонија 2025, иако јас лично сметам дека таа е веќе доволно позната и во македонската и во пошироката јавност, е етаблирана на овие простори, но еве да подсетиме уште еднаш како се случи таа да биде основана и кои се основните цели што ги има зацртано во својата програма. Благодарам за поканата. Драго ни е што сме тука денеска со колишката да зборуваме повеќе за Македонија 2025 и сите активности кои што ние ги спроведуваме. Најпрвен, Македонија 2025 е една невладина меѓународна организација која што е основана во 2007 година од страна на Мајк Зафировски, Џон Битов помладиот и Митре Кутановски. Секако идеен творец на целото ова движење е Џон Битов постариот и една од нашите цели како организација е придвижување на економскиот развој на земјата, како и помош во градење на лидерскиот развој на луѓето во оваа земја. Така што за таа цел имаме многу програми, 5 образовни програми кои што се во тек и секако многу активности и настани кои што го поттикнуваат економскиот развој. Можам да кажам дека во изминатите 10 години вкупното инвестирање во тие програми за лидерски развој изнесува $1 милион, додека пак во програмите за економски развој се $3 милиони. Една од целите на оваа организација, од она што мене ми е познато, колку што ги следам работиве, е, како што велат основачите, и градење на посилна македонска нација. Така, да, тоа е нашето мото и верувам дека преку сите она што го правиме во текот на годината, а веќе постоиме 10 години, и тоа како има влијание врз едно поздраво и постабилно општество, она за кое што целат нашите основачи е така нареченото етичко лидерство, и верувам дека преку она што ние го промовираме, почнуваме да го менуваме полека менталитетот кај нашите граѓани за еден поинаков вид на однесување и приближување кон оние прозападни вредности. Инаку овие тројца што пред малку ги спомновте како иницијатори и основачи на организацијата се со македонско потекло, меѓутоа многу години наназад живеат во македонската диаспора, како што обично велиме. Како што кажав, тоа се успешни македонски иселеници, кои што не престанале да се вложуваат за она што се случува тука, постојано се во тек со сите настани и преку нивното вложување на време, ресурси и енергија, и тоа како придонесуваат за остварување на тоа мото, и тоа секако може и да се посведочи преку она кое што ние го имаме постигнато. Годинешниот самит го одбележа повеќе говорници, чинам околу 60, барем така беше според податоците што се објавуваа, меѓу нив и многу врвни стручњаци во својата област. Како и многубројна, јас би рекла, квалификувана публика, нели, предприемачи, дипломати, млади лидери.
Во насока на целта на самитот да се стимулира соработка, размена на знаење и лидерски развој, беа презентирани и меѓународно успешни македонски стартапи, како и успешни приказни реализирани преку напорите на инвеститорите и предприемачите. Под мотото "Славиме успех" беа истакнати лидери од целиот свет кои со огромен успех ги испроведуваат најдобрите деловни практики. А говорници на самитот беа и некои од најголемите умови во бизнисот, науката, технологијата, кои инвестираат, финансираат или подпомагаат пронајдоци кои ја обликуваат сегашноста, како што велите вие во информациите што ги испраќавте до медиумите. Па еве сега, кога веќе ги сумирате впечатоците, резултатите и постигањата по завршувањето и на овој самит, што е она најважното што го донесе седмиот самит на Македонија 2025? Еве, Александра, може би вие. Да, јас ќе одговорам на ова прашање. Самитот на Македонија 2025, како што кажав ти претходно, прирасна во една водачка регионална бизнис платформа. Секоја година гледаме да направиме се повеќе и повеќе со цел да воведеме некои нови измени и да го направиме самитот да организираме според потребите на учесниците. Тоа го правиме и преку самите евалуации, да знаеме кои теми би биле од интерес за луѓето во Македонија, како и оние гости кои доаѓаат од надвор. Што можам да кажам за оваа година е дека дефинитивно поминавме исклучително добро. Ние сме многу задоволни од организацијски аспект, и исто така добивме и првични доста позитивни коментари од учесници, од наши соработници, партнери и така натаму. Што можам да кажам за оваа година, нешто што ја донесе, што беше поразлично и што беше, да речем, како новина, е дефинитивно самиот пул на теми. Секоја година гледаме да ги освежуваме темите. Може би претходните 2 години повеќе сме се фокусирале на економски теми и на теми од сферата на IT индустријата, IT технологиите. Не дека оваа година немавме и такви теми, но сепак многу повеќе се обрна внимание на македонски успешни приказни, стартапи кои што ги споделуваа нивните искуства, значи повеќе беше осврнат самитот на пренесување на искуства отколку на пренесување на информации. Понатаму лидерството беше дефинитивно една од главните теми, како да се постигне бизнис преку и успех кога имаш растечки менталитет, се обрна многу внимание на менталното, физичкото здравје на самите луѓе во бизнис заедницата кои треба да ги грижат и да ги негуваат. Понатаму стана збор за филантропијата, како и доста интересни теми од типот на нови трендови во здравството, односно дигитализација во здравството, како и еден панел кој што беше посветен на медицинскиот канабис, односно производство на медицински канабис и како тоа производство може да и помогне на Македонија да постигне некој одреден економски прогрес поради условите кои што ги имаме географски и во повеќе аспекти. Од она што јас, да речам, го забележувам од темите и од самото присуство на самитот и од она што го кажувате, навидум тоа се многу едноставни теми, но се поврзани со навистина некоја високо развиена технологија која што може би не со еднакво темпо, но сепак пробива и кај нас, нели тоа е неминовност во современиот свет во 21 век. Може ли во оваа пригода да спомнеме некои од позначајните говорници што годинава беа гости на самитот, на седмиот самит? Така, кога сме кај она што е најважно што се случи на овој самит, јас исто така би сакала да напоменам дека на 7 ноември се случи едно неофицијално отварање на програмата, а пред тоа неофицијално отварање имавме и 2 надпревари, каде што средношколците ги представија своите бизнис идеи на надпреварот наречен најдобар бизнис концепт, каде што победник беше идејата Digital Balanced Nutrition, и ова даде една огромна шанса за овие млади таленти навистина да представат што знаат и умеат, и тоа беше инспирација за секој оној кој што присуствуваше на самитот да верува во младите надежи на земјата. По тој надпревар се случи и надпреварот поддржан од Фондот за Западен Балкан, каде што 2 бизнис идеи го
поделија првото место, но она што сакам да кажам е дека обрнуваме многу внимание на промоција на предприемништвото во Македонија и покрај тие високи теми кои што ги спомена Александра, сепак оставаме простори за најмладите, каде што тие можат да го развијат својот талент и да докажат пред инвеститорите од диаспората и од земјата дека може да се успее и да добијат финансиска поддршка за своите идеи. Јас само би напоменала затоа што преска стана збор за технологиите, односно за најновите технологии аплицирани во здравството. Имавме еден интересен панел кој што мислам дека беше доста интересен за учесниците. Зборува повеќе говорници, министерот Венко Филипче, доктори во својата област, Мојсис Кларендон, Џорди Серано Понс и секако тука беше панел односно модератор на сесијата Јана Марин, која што даде убав осврт на една работа која што се случи неодамна во Македонија, а тоа е првата успешна трансплантација на вештачко срце која што се случи во болницата Систина. И тука се даде еден убав осврт дека иако можеби ние сме во таа ситуација во која што сме во однос на напредок како држава, ние сепак ги пратиме трендовите и све што е глобално, све што е трендовски, ние гледаме колку што можеме да го примениме кај нас во земјата, иако сме со лимитирани средства, како што можеби напомена и министерот и некои одредени говорници, но сепак беше доста интересно да се дознае дека постои таква можност кај нас и да им даде на луѓето буквално една позитивна мисла дека со напорна работа, со труд и со вложување во одредени цели дека можеме и ние да го достигнеме квалитетот и стандардот на живење како и во Европа, така и глобално. Да, ова беше навистина интересна панел дискусија за вештачкото срце, нели, што во одредени делови во светот е веќе како вообичаена практика, еве на среќа, како што рековте, и кај нас се случи првата операција, односно вградување на вештачко срце, но кога човек ги слуша тие високо рангирани, да речам, на светско ниво доктори, кои што секојдневно се занимаваат со таква работа, сета таа работа делува некако многу едноставно. Например, беше споделена една информација дека не е толку далеку и днината во која вештачкото срце ќе може човек сам да си го купи во аптека. Да, така што кај посетителите навистина предизвика една интересна, да речам, реакција од оваа перспектива, сепак тоа некако нам не ни се чини баш толку многу блиско. Сакам само да потврдам во контекст на она што и вие и Ема го кажувате, дека навистина имаше интересни информации споделени со публиката која што присуствуваше на овој самит. Македонија 2025 од оваа година започна со нова образовна програма, која беше најавена како ексклузивна уште од минатата година, на минатогодишниот самит, и тоа од соосновачот на организацијата Џон Битов Помладиот, кој со своето семејство воедно е и спонзор на оваа програма. Еве зашто поконкретно станува збор? Станува збор за Битов, програмата за предприемачи, во соработка со канадската организација КЕСО. Како што кажавте, беше официјално представена за време на минатиот самит и за толку краток период веќе имаме огромен интерес од македонските мали, микро и средни компании да учествуваат на оваа програма и да ги искористат придобивките кои што таа ги нуди. Пред се тоа се помош од странски експерти и менторство за подобрување на работата на нивниот бизнес. Досега имаме два успешни примери на компании, тоа се Inelips Software Solutions од Битола и Web Factory од Скопје, кои веќе минаа низ едно вакво менторирање од страна на Бил Марфи, кој беше тука во Македонија 2 недели и им помогна да ги подобрат своите бизнес практики. Така што повикот моментално не е отворен, но сега имаме многу пријавени компании и сега сме во процес на селектирање, а веќе во 2019 година околу април повторно ќе имаме отворен повик каде што сите заинтересирани компании ќе може да аплицираат на нашата веб страна и на нашата нова платформа 2025 Talks. Сите слушатели ќе можат одблиску да ги слушнат импресиите на овие учесници на програмата и да се убедат дека е нешто навистина кое што можат да го искористат и да аплицираат. За време траење на самитот се одржа и добротворна гала вечер.
со која се одбележаа 10 години од формирањето на организацијата Македонија 2025. Всушност веќе започна и 11-та година, нели така, од 2007 па навака. Наградата за филантропија Џон Битов Постариот, исто така во рамките на самитот, му беше доделена на Мајк Зафировски за неговиот исклучителен придонес во филантропијата и волонтерството, а им беа врачени и благодарници на луѓето и компаниите кои возвратиле на Македонија и ја поддржале организацијата во изминатите 10 години. Дали ваквите добротворни вечери се вообичаена практика на Македонија 2025, затоа што во рамките на самитот што се одржува во Скопје, ова се случи за прв пат. Да, така е. Имало случаеви во изминати години кога се случувале некои настани каде што се собирале средства за одредени програми и така натаму, но оваа година беше прва каде што имавме официјална добротворна гала во рамките на самитот и сакаме тоа да ни остане и практика понатаму. Добротворниот фонд кој што беше основан оваа година беше со цел да им помогне на талентирани млади деца од Македонија кои што се од поранливи категории, кои што се исклучително добри во одредена област, со цел да им помогнеме да ги стипендираме, да им понудиме шанса за пракса, да им најдеме работа, да отидат на некој надпревар интернационален, да се покажат и нормално да ги достигнат своите цели на професионален план. Ние до сега успеавме тоа да го направиме со 3 деца, но целта на галата беше да се соберат што повеќе средства за да можеме да им помогнеме на што повеќе деца во Македонија за да може да се издигнат на повисоко ниво во нивните професионални кариери. Оваа година на галата заедно со влезниците како и самите пликоа кои што беа за донација се собраа околу $70,000, која што беше дефинитивно успех од наша страна и дефинитивно можам да кажам дека е добар пример за како треба да се помага и дефинитивно да се шири филантропијата и лидерството во Македонија меѓу бизнис круговите кои што може да помогнат да се унапредат овие млади луѓе. Ема пред малку спомна дека веќе има интерес за оваа програмата на Џон Битов помладиот, која што се уште не е отворена. Тоа практично значи дека луѓето на некој начин се информираат за случувањата во Македонија 2025 и за можностите што оваа организација ги нуди. Но еве да речеме, да предпоставиме дека можеби некој од нашите слушатели би бил заинтересиран за повеќе информации, како може да се дојде до нив? Јас би ги повикала сите да не следат на нашата веб страна macedonia2025.com. Секако тука и веб платформата 2025talks.com, но и да следат на социјалните медиуми, каде што сме многу активни и постојано ги објавуваме сите новости поврзани со нашите активности, значи на Facebook, LinkedIn, Instagram, можат да не следат и да бидат во текст со сите она што го работиме. 7-миот самит заврши, рековме веќе ги сумирате резултатите и постигнувањата, но и подготовките за 8-миот започнуваат, нели така? Да, секогаш е така, секогаш што туку ќе завршиме со едниот самит, почнуваме да влегуваме и во подготовките полека, но сигурно и за следниот. Можам да кажам дека уште од сега имаме доста говорници кои што ни се на листа и ни се предвидени, може да се очекува дека во следниот период ќе почне да се работи на агендата на следната година, од кога ќе ги добиеме и евалуациите од самите учесници, да видиме кои се новите трендови за кои што треба да се зборува следната година и кои што не сме да бидат испуштени. А говорниците како ги одбирате? Се пријавуваат сами или се прави некоја понуда, да речеме, па им се нуди на луѓето? Имаме и таков пристап, значи многу од говорниците што се заинтересирани слушнале и сами ни пристапуваат, но исто така и ние според агендата и според темите кои што ќе ги изнајдеме за таа година, одлучуваме и гледаме кои се да кажам експерти во таа област до кои што може да допреме и кои би биле заинтересирани да дојдат да зборуваат на настанот. Македонија 2025 независно нели од самитите што ги организира во текот на годината има и други активности. Една од нив е и привлекувањето на млади македонци по потекло од нашата диаспора да дојдат на одреден период да ја посетат Македонија, веројатно да се запознаат со нивни врсници и можеби
колку толку да го поднаучат јазикот ако имаат некоја основа. Би сакала еве при крајот на нашиот разговор уште неколку информации околу оваа активност на организацијата. Така како што споменав, имаме неколку типа на образовни програми. Меѓу нив е и летното патување за млади професионалци од диаспората. Станува збор за програма во која што успешни млади луѓе од диаспората доаѓаат во Македонија со цел да се доближат до корените на земјата и да се запознаат со нашите бизнис практики како што се во моментот. Минатата година имавме огромен интерес и тука присуствуваа 8 луѓе од САД, од Европа и од регионот. Има можност да устварат бизнис соработки со македонски врвни компании и сметам дека оваа програма представува еден клучен линк помеѓу нас и диаспората, а земајќи ги младите луѓе како едно сврзувачко ткиво. И мислам дека успехот ќе се зголемува. Бројот на заинтересирани за оваа програма ќе расте од година на година. Секако. Да. Јас би сакала само да додадам, бидејќи сепак оваа емисија која што ја слушаат и ја слуша и диаспората, дека доколку било што од ова што го слушнаа во овој разговор, нив им се допадна и доколку сакаат да направат нешто да придонесат назад кон Македонија, односно тој giving back to the homeland, ние што си го кажуваме во нашата организација, дека би можела да ни пристапат, да ни пишат дали преку мејл, дали преку социјалните мрежи, да стапат во контакт со нас. Имаме отворен клуб на амбасадори за кој што може да се пријави секој млад професионалец, не мора да е млад, нека е професионалец кој што секако сака на некој начин да се вмрежи. Ние многу се трудиме да ја мапираме нашата диаспора и колку што можеме повеќе да се вмрежиме со нив, така што доколку сакате и можете би можеле да оствариме некаков контакт и да разговараме за потенцијални соработки и понатаму да се дружиме и на преку нашите активности, дали било самитот или некоја друга програма. Јас само би сакала да додадам дека покрај летното бизнес патување за млади професионалци од диаспората и битов програмата за предприемачи, во моментов имаме отворен повик за извршната студиска тура во Торонто, која што е за менаџери со искуство од над 5 години, и тука е и престижната Kellogg School of Management, програма која што ја води нашиот основач Мајк Зафировски, за која што сите врвни македонски менаџери и тоа како можат веќе да аплицираат и да бидат дел од оние кои што веќе изминале, кои што биле дел од оваа програма. И секако тука е и проектот Лидер, кој што ќе се случува наредната година во наредната пролет. Повекот се уште не е отворен, но еве чисто слушателите да имаат еден осврт дека имаме и програма која што ги третира тие млади предприемачи во Македонија. И на самиот крај, малку можеби едно неформално прашање, луѓето што доаѓаат од Америка, од Канада, од секаде каде што има македонци во нашата диаспора, од таа дистанца, одамна отидени, ретко доаѓаат, како гледаат на Македонија, како им се гледа движењето на нашата држава? Так, можам да кажам дека многу од нив се позитивно изненадени. Ние можеби во оваа држава што живееме некогаш сме навикнати да сме повеќе само критични, да ги гледаме по-песимистички работите, но младите кои доаѓаат тука и општо луѓето од диаспората кои доаѓаат, кои што не биле подолго време, ни даваат на некаков начин мотивација и освежување за тоа што гледаат дека и тука се случува напредок, можеби не во таа брзина која што ние би ја посакувале во овој даден момент, но дефинитивно дека се пратат практиките од нормално глобалните движења и трендови, така што дефинитивно се позитивни впечатоците и секако кога ќе се вратат дома, таа, како кажам, емоција е едноставно незаменлива. Едноставно кога ќе се потсетиш на корењата, кога ќе се видиш со сите роднини, кога ќе видиш од каде доаѓаш, само таму можеш да се чувствуваш вистински дома и тоа е навистина убаво да се искуси, да се види, така што имаме секако пријатно искуство со сите што ни доаѓаат од диаспората. Јас овде би го завршила нашиот разговор. Верувам дека остана уште многу информации што можевме да ги кажеме, но да го оставиме тоа за некоја друга пригода. Уште еднаш ви благодарам за учеството во нашата програма и што бевте гости во Македонското радио, Радио Македонија. Ти благодарам и тебе многу за приликата да дојдам.